Tell us about this program Birthright Macedonia. Што е програмата Родом од Македонија? Кажете ни нешто повеќе за тоа. It's a program that we offer young Macedonian adults. Програмата почна на секаде во светот. Ова е програма што им ја нудиме на младите на возраст од 18 до 29 години, за да дојдат во земјава на 3 недели и повторно да се поврзат со нивното наследство. Додека се овде се вклучуваат во студиска програма за нивната академска или некаква цел во кариерата. Исто така живеат во семејство домакин, кое дотогаш не го сретнали, каде што има барем еден помлад член на нивна возраст. За време на викендите ги носиме на различни делови во земјата за да ги видат традицијата, културата, историјата и природната убавина. Програмата постои 5 години и за ова време имавме млади учесници од Австралија, Канада, Соединетите Американски држави и Велика Британија. Напорно работиме да привлечеме и млади македонци по потекло од Латинска Америка, но тешко ни оди да најдеме македонци кои што знаат за други македонци од Јужна Америка. Но работиме на ова. Do you know roundly what the number of persons from Колку отприлика македонци по потекло биле во посета до сега? До сега во нашата група имавме околу 50 учесници кои што беа овде во изминативе 5 години. Но тие исто така донесоа семејство или момче или девојка, па би рекол дека најверојатно нивниот број е двоен. Но само што почнавме, 5 години се кратко време. Се надеваме дека програмата ќе се шири, ќе привлече повеќе луѓе, не само од Соединетите Американски држави, Канада, Австралија, туку и од Латинска Америка, и се уште не сме почнале во Северна и Западна Европа, каде што има илјадници македонци кои ја напуштиле земјава и се надеваме ќе сакаат да се вратат. Кои се нивните впечатоци од посетата? Се надевам прво дека имаат патриотски впечатоци од посетата на татковината на нивните предци, кои се родени и пораснале овде. Се надевам дека ќе има можности не само да ја посетат, туку и да останат и да создадат семејство во земјава. Дали ќе има и други програми како Родом од Македонија во наредните години? Да, ќе има 3 нови програми. Првата е за луѓе на возраст од 30 до 59 години и втората група од 60 години нагоре, за пензионери, повозрастни граѓани како мене и постари. Сакаме тие да се вратат овде, дали за прв пат или повторно да ја посетат татковината. Ќе им ја покажеме историјата, традицијата и културата, каде е земјата денес и каде ќе биде утре. Втората програма е наречена Олимписки игри и се надеваме дека ќе привлечеме млади спортисти од целиот свет да дојдат во Скопје, да се надпреваруваат меѓу себе или со локалните спортисти, повторно да се зближат луѓето од диаспората со оваа земја и да формираат силно единство што ќе биде забележано на меѓународната арена. Третата програма на која работиме е да се донесат македонци на 25 години и постари на 1 месец, 6 месеци, 1 година или подолго. Додека се овде ќе им најдеме добро платена работа или волонтерска работа или можеби и обете. Сакам да останат овде, а не само како туристи или посетители. Ако имаат семејства или деца, сакаме и нив да ги донесат, да ги растат своите семејства и да останат овде. Како што знаете, земјава страда од одлив на интелект, како и од сериозна загуба на талентирани луѓе кои бараат подобар живот и можности на друго место. Се надеваме дека оваа програма ќе го намали иселувањето од земјата. Проблем за посета е што нема и директни авионски летови од САД, Канада, Австралија. Дали ќе се зголеми интересот ако има вакви врски? Сметам дека патувањето во Македонија е сериозен предизвик, особено од Северна Америка и од Австралија. Секогаш мора да се направи трансфер во Европа, од каде што има директни линии до Скопје. Не е до мене да го сменам ова, но би било добра идеја да има директни авионски летови.